се наоѓаме на прагот на таа летна туристичка сезона. Како Крушево се подготвува за дочекот на првиот бран на туристи? Добро утро. Крушево како добар домаќин се подготвува сериозно да го и ги организираме сите подготовки да го представиме Крушево во онака како што заслужува, во едно најубаво светло, како еден од најубавите туристички места во нашата држава. Како прво почнавме со и се уште продолжува со пролетното чистење на градот и реализираме голем број проекти и настани кои ќе придонесат за привлекување на туристите. Како еден од првите проекти кои почнавме да го реализираме, тоа е уредување на влезот во градот, кој допред некое време буквално ликуваше на една депонија. Го саниравме, изградивме повеќе од 130 метри подпорни ѕидови. Во тек е проект на хортикултурно уредување на влезот во градот, како и поставување на канделабри, така да влезот во градот добие еден сосема друг изглед. Продолжуваме со уредување на централното градско подрачје. Во тек е реконструкција на градскиот парк, замена на дотраените бехатон плочки со нови гранитни плочки, изградба на фонтана, така да и ова ќе имаме едно навистина убаво катче во центарот на градот. Продолжуваме повторно со уредување на тротоарите по Крушевските скали, како и со поплочување на повеќе споредни улички во градот кои во минатиот период не успеавме да ги реализираме. Паралелно со тоа работиме на уредување на полетиштето за параглајдери како едно значајно место за развојот на туризмот, односно расчистување на вегетацијата, зарамнување на теренот, тампонирање на теренот и сакам да кажам дека годинава за прв пат во соработка со Карана корпорација и УСАИД ќе поставиме повеќе од 600 метри квадратни вештачка трева како еден од основните предуслови за квалитетно полетување на параглајдерите. Еве кога сме кај параглајдерите, тие се едни од туристите кои што во најголем број доаѓаат во летната сезона тука во Крушево. Од каде се доаѓаат параглајдеристи и кои манифестации од овој алтернативен спорт се организираат тука во Крушево? Крушево изминативе неколку години благодарение на поволната географска положба, на поволните метеоролошки услови, на поволната ружа на ветрови, станува арена каде што арена на надпревар на бројни параглајдеристи и спортисти од овие спортови. Изминативе неколку години се организираа бројни надпревари, било од национален карактер, на повеќе држави од Европа и дури од светот, така да во континуитет веќе се одржуваат повеќе предевропски и слични надпревари. Крушево, благодарение на овој потенцијал, не само што се промовира, ами се промовира како ги промовира своите можности за организирање на вакви надпревари дури и од европски и светски карактер, така да годинава ќе се одржат 2 европски првенства во параглајдерство и во змајарство, почнувајќи некаде од 17 јули до 20 август. Крушево буквално ќе биде преплавено со бројни спортисти од повеќе европски држави, како што рековме, така да овие параглајдеристи, овој вид на спортисти се едни од главните кои го возможуваат развојот на летниот туризам во Крушево. Колкава е нивната бројка? Дали има некаква статистика колку параглајдеристи го посетиле Крушево 2015 година и колку се најавени за оваа година? Можам да кажам дека бројот на параглајдеристите од година во година е се поголем. Само за една илустрација ќе кажам дека во минатата година, во овој период јули-август, во Крушево имаше резервирано 2600 ноќевања. Само во истиот период за оваа година се пријавени повеќе од 4000 ноќевања, така да некаде 30 до 40% е зголемен бројот на резервации само во хотелското сместување. Така да имаме еден навистина нагорен и убав тренд на зголемување на бројот на туристи, што секако ќе се одрази на целиот град. Крушево не само параглајдерството нуди можност и за развој на други гранки од овој туризам, а тоа е планинскиот велосипедизам, пешачењето, јавањето на коњи. Еве, во оваа прилика сакам да кажам дека во периодот од 19 до 21 август по втор пат ќе се одржи манифестацијата Крушево низ Корија. Тоа е велосипедска трка која подразбира кампување на терените на Мечкин камен,
забава со познати диџеи, повеќе од 19 километри велосипедска патека низ Крушево, околу Крушево и низ Крушево, како и ноќна трка во Крушево, така да и овај туризам, не само параглайдерството, значи и велосипедизмот, планирањето зазема се поголемо место во развојот на градот. Колкав е оној капацитет на сместување и во хотелите, но и во приватниот смештај? Крушево располага со доволен број на сместувачки капацитети, значи бројот на легла во хотелското сместување, во приватното сместување, во детското летовалиште, како и во манастирите е некаде околу 2000 лежаи, што сосема мислам дека ги задоволува потребите за туристите. Кога станува збор за зголемувањето на бројот на туристите, еден од главните фактори е секако и конкурентноста на Крушево, односно ниските цени и добриот квалитет и услуга кои што се нудат тука. Еве, колку чини сместување во приватниот сектор, едно ноќевање, колку во хотелскиот смештај? Цените се релативно ефтини, значи во приватниот смештај може да се најде сместување и од 5 до 7-8 евра, додека околу 20 на евра е сместувањето во хотелското сместување заедно со доручик. Паралелно сакам да кажам дека цените во угостителските објекти, во рестораните се доста ниски, доста прифатливи. Еве за една илустрација, значи Нескафе во централното градско подрачје 30 до 40 денари, што секако е нешто што треба да се каже и да го слушнат нашите гости. Да, секако, значи тоа е навистина ниска цена, а тука пак оние посетители кои што ќе дојдат навистина може да очекуваат една врвна услуга и секако едно прекрасно место за уживање, а токму за тоа општина Крушево ги гради и двете викенд зони, едната лоцирана под 33 метарскиот крст кој што е посветен на нашата музичка звезда Тоше, а другата е околу Вештачкото езеро. Што се случува на овој план и дали се најавуваат нови инвестиции кога станува збор за развојот на ваквиот тип на туристички населби и дали има нови инвестиции најавено во однос на хотелското сместување, изградба на нови хотели? Викенд зоната кај 30 на Вршник, значи е комплетно завршена со изградбата на инфраструктурата. Преостанува уште да се реши проблемот со дел од водоснабдувањето, така да потенцијалните инвеститори веќе се продадени сите локации, ќе можат во оваа градежна сезона да почнат со изградбата на објектите кои ги планираат, додека кај викенд зоната кај езерото во тек е измена на деталниот урбанистички план поради барање на самите инвеститори, по-конкретно во таа викенд зона имаме предвидено изградба на 3 мини хотели кои ги откупи еден инвеститор, сега на негово барање вршиме измена на деталниот урбанистички план за спојување на тие парцели и изградба на еден поголем хотелски објект. Паралелно со тоа имаме се врши измена и на генералниот урбанистички план и предвидување на парцели за изградба на нови хотели на потегот на гумење кон кај детското летовалиште, за што исто така имаме заинтересирано инвеститори. И еве да поентираме крај, зошто еден турист би го посетил Крушево? Ако ве прашаат, што им одговарате како градоначалник? Видете, Крушево, секој што ја сака Македонија треба да го посети Крушево ако сака да се запознае со корените на нашата држава, со корените на нивните предци, со историјата, ако сака да се надише чист планински воздух, да го се посети Крушево затоа што сметам дека е едно од најбезбедните места во Македонија, слободно може да се пуштат своите деца да уживаат во убавините на градот без да се води надзор од нивните родители. Релативно ниските цени, квалитетната храна, гостопримството кај крушевчани, што секако е еден предност пред пошироката територија на Република Македонија. Крушево културно лето, културна зима. Тоа е една програма која Крушево живее во духот на културата преку целата година, со најголем интензитет во летните месеци јуни, јули, август и септември, кога и посетеноста на Крушево е најголема, така да можеме тука да ги спомнеме како традиционални манифестации кои се одржуваат Крушево етноград, која оваа година ќе изобилува со голем број на народни и етно групи и изведувачи кои ќе учествуваат на етноградот, како и 10 дена Крушевска република, каде се прави една поголема рамка, каде ќе имаме
концерти од народната музика, од популарната музика, рок музиката, театарски представи, стендап комедии, потоа ќе има нели дел од класичната музика. Ali освен тоа, Крушево и преку текот на сите тие неколку месеци ќе има богата културна програма со познати изведувачи кои ќе учествуваат и кои ќе придонесат да привлечат поголем број на посетители во градот. Тоа секако се однесува како за жителите на Крушево, така и за туристите кои ќе дојдат, да имаат поголема содржина што би посетиле во текот на нивниот престој тука. Дали може да откриеме некои представи, содржини, концерти, групи кои што ќе дојдат тука во Крушево? Секако, значи закажани ни се концерт на класична музика на Пламенка Трајковска, потоа имаме Бела ноќ со диџеј Никифор, потоа ќе ги имаме тука и Летечки пекинезери, Пеперминт, Фолтин кои ќе настапуваат, исто така театарот од Прилепки има свое гостување со своји театарски представи, Маријан Ѓоргиевски, Никола Тодоровски, познати стендап комичари од Македонија исто така ќе имаат свој учество во Крушево, така да се нуди една убава содржина, пристапна и за помладата и за постарата публика.